Ново издание на ТВ Република, ново интервју од студиото на Република телевизија. Со мене тука е човекот за кој што не треба кој знае колку голема најава, Ленин Јовановски, председател на Нокните волци Македонија, во својата препознатлива облека за Нокните волци. За почеток, елекот е правен само за вас или како? Или може да се купи? Не, овие елеци се изработуваат по форма и изглед и само за нас. Значи, поготово ние во балканските оделенија донесовме одлука да може да се користат исклучиво на оние кои што припаѓаат на Нокните волци, без разлика на кој статус. По статусите после се надодаваат одредени символи кои што ги носи. Така, ордени. Ние ги викаме бои, бои, тоа се символи, значи во зависност. Значи, имаме од прв степен, втор степен, трет степен, и додека не се добијат полни бои, како што кажуваме ние, со нашиот амблем и со полното име Нокни волци. Полноправно членство во Нокни волци. Тоа е полноправното членство, кое што се добива некаде после 6-7 години активно работење и залагање во клубот. Одлично, како прием во Европската унија. Ве повика во студиото заради неколку работи што се поврзани ваши активности како Нокни волци. Едно од нив е прославата за 70 годишнината од големата победа над фашизмот. Нокните волци ќе предводат една колона на тоа одбележување, ќе возат од Москва до Берлин. Ќе учествува ли македонска делегација на Нокните волци? Се уште не сме одредиле кој ќе учествува, меѓутоа во секој случај ќе учествува. Според инструкциите од Москва, на нашиот клуб Нокни волци, кај што и нашиот председател, се да најмалку 3 членови со мотори учествуваат во тоа рели, во таа маршрута, која што ќе се случи од Москва до Берлин, како една символика на ослободување на и Русија и генерално Европа од фашизмот пред 70 години. Во колку држави функционираат Нокните волци? Во повеќе држави, тука на Балканот сме во Македонија, која морам да споменам дека е прво формирано оделение. Дури и тамо каде што посериозно почнува развивањето на Нокни волци надвор од границите на Руската Федерација е токму Македонија. Значи сме Македонија, потоа Србија, Бугарија, Романија, Република Српска, во тек е формирање оделение во Црна Гора, додека истоков понатаму подразбира Белорусија, Украина и Русија. Главниот човек на Нокните волци, чинам надимак му беше хирург. Да. Тој е доктор? Да, тој е хирург, максиофасцијален хирург, кој што многу малку работел и се занимавал со тоа. Ете, патот го повел во некоја друга насока, а сега е од формирањето, формирач на Нокни волци и на некој начин целиот негов живот е посветен во создавање и функционирање на овој клуб. Така. Се знае дека Нокните волци се, да речеме, едно така омилено чедо на рускиот председател Путин. Од каде е таа склонност, од каде се тие врски? Еве, вие неколку пати сте биле во негово присуство, сте имали лични контакти, на лични средби кои што не биле од медиумите покриени. Од каде е неговата? Значи вака, прво некои дилеми, особено по балканскиве вестници што се пишува дека Путин е член на Нокни волци, дека бил почестен член на Нокни волци, значи тоа не е вистина. Путин е поддржуваш на Нокните волци и контактите со Путин започнуваат во моментот кога тој во Нокните волци препознава нешто кое што го почитува, кое што го сака, а тоа се оние моменти кои што ги пропагираат Нокните волци, здравиот живот, без насилство, криминал, почитување на нашите истории на народите, почитување на традициите, почитување на нашите предци кои што на било кој начин помогнале нашите држави да бидат денеска тоа што се.
и од тој аспект тој појавува интерес да биде присутен на некои наши настани, особено тоа е многу јако изразено во Москва. И од тие причини дури го одликува со орден за посебни заслуги за татковината нашиот председател кој што го споменавте, хирург, заради тоа што тамо пак во поконкретна смисла дека за обука, односно за придонесување на духот на младите луѓе кои што да им се внесе духот на историјата, традицијата и заслугите на оние кои што живееле и работеле за нашите држави пред нас. И како такви изразува желба да не посети, така се создава и блискоста помеѓу него и нашиот председател, и од тогаш во тој период до ден денеска тие контакти постојат, се плодни, се квалитетни, благодарение на исто моето членување во Ноќни волци и по оцена на нашиот председател хирург, иако да кажам дека од мене има многу постари членови во клубот, јас имав таа чест, задоволство и обврска да бидам во негова близина, во близина на Путин, во три различни држави. Тоа беше нашата прва средба во Севастопол, кога Ноќни волци ги правеа и се уште ги прават големите мотособири и спектакли тамо, уште многу пред да се случат овие некои немили настани во конфликти што прерасна. Подосна му бев домаќин во Белград, каде што заедно ја проследивме една утакмица на стадионот во Белград. И третиот пат беше во Новорусијск, исто на еден наш спектакл, организиран како дел од овие собири што ги правиме, каде што заедно со одредени воени ветерани и луѓе од неговата блиска соработка бев задолжен да бидам до него и да заедно го проследиме тоа и да нормално искомуницираме, што како што кажав, за мене беше чест, зашто бев пак на некој начин избран да ја имам таа задача, иако бев помлад од други членови во клубот и бев од друга држава. Секогаш, значи на секоја средба го поканувам, сепак знаете дека се работи за малку специфични. Успешно ли го избегнува одговорот или што? Не, тој вели дека сака да дојде и дека ќе дојде, меѓутоа кога за тоа ќе има можност според неговите ангажмани. Во секој случај Македонија не е непозната за него. Ја знае и историјата на Македонија, знае дека народот кој што живее во Македонија е добре дојден за народот, значи сепак знае дека би бил добро примен, знае штом ние постоиме тука и штом функционираме и штом нормално ние го каниме да биде и како наш домаќин, меѓутоа заради тие негови обврски, заради одредени политички состојби се прават нормално одредени проценки, кога, како, зашто, бидејќи тоа не би било туку така едноставна средба која што би дошол да ги посети само Ноќните волци. Ноќните волци не ги кршат тие политички табуа само со тоа, да речеме, едно присуство на македонски представник како најблизок во една таква соработка со рускиот председател, ги кршевте и оние табуа кон Грција, да речеме, имавте заеднички моторџиски собири со грчки друштва. Апсолутно, ние на сите народи кои што ги сметаме за блиски со нас и по историја, и по вера, и по традиција, и географски, секако и оние кај што сме добро примени, без одредени фрустрации, без разговори на некои осетливи теми кои што се дали некои историски последици, дали се политички испровоцирани, ги ставаме на страна и правиме нешто што ќе ги сближи народите. Јас кажувам дека историјата, минатото, луѓето од минатото кои што покрај тоа што создавале и правеле нешто за сопствените држави, за сопствените народи, направиле исто толку многу и за пошироки територии, повеќе држави, за светот.
не треба да бидат причина за наше разделување, туку да бидат причина за наше зближување. Да не се караме мое, твое вакове, сите да едноставно да кажеме дека е наш, значи не можеме да се одредуваме дека само нам ни припаѓа нешто што е општо ценето и што веќе, значи, со своето постоење излага и од размерите на некои наши сваќања, да кажам, дури и некои територии кои што сте сосема случајно определени со некакви граници. Ако видиме назад, ќе видиме дека нашите предци во голем дел од своето постоење живееле во едни исти држави, имали исти кралеви, имали исти идеи, македонците се бореле во разни војски кои што се именувале, меѓутоа сите имале една цел, да се ослободат веројатно од едно зло, односно да наметнат веројатно некаква азбука, да наметат некаква економија, да наметат некое верување, некои ставови кои што би биле за опште добро и подобро разбирање помеѓу народите. Оттаму, ако многу работи се случиле од Македонија, јас често пати знам да кажем, иако сме во зародиш, можеби не случајно е што ноќни волци понатаму почнуваат да се развуваат токму од Македонија. Од таму кај што потекнала и кирилицата, од таму кај што почнало и проповедањето на христијанството, па еве една мала, да кажам, символика за нашето постоење и она што ние сакаме да го направиме, значи на некој начин обединување на оние сите народи со иста вера, традиција, историја, територија, значи да се во една голема држава каде што сите ќе бидеме браќа и пријатели, а нема да бидеме непријатели и да се закрвуваме. Ваквите ставови, заедно со она што го спомнавте претходно, јас ги знам, да речем, условите кои се за да се стане член на Ноќните волци, ги го исчитав пред да се сретнеме тука во студиото. Е многу интересно, вие одбивате луѓе што би биле поврзани со криминал, со насилство, со станати девијантни дејанија. Вашиот председател е хирург, кај вас членуваат професори, новинари, видни интелектуалци. Како сето тоа се врзува со моторџиството и со кожениот елек? Сите тие што ги споменавте, што се надвор од тој криминал и она... Што значи моторџиството? И она што луѓето повеќе во светот го препознаваат, меѓутоа се помалку дека моторџиите се насилници, криминалци, луѓе кои што немаат редовен живот или не знам прават разни глупости. Значи нашето однесување без разлика од каде доаѓаме и што сме по титулар е сепак символот, сепак е моторот, сепак е слободата која што ја добивам, дружењето, дружбата и она што ние сите од разни профили, значи ние имаме и невработени, имаме и луѓе кои што работат најобични работи, значи може да се заварувачи, може да се, не знам, физички работници. Имаме, нели, луѓе кои што се и во науката, професори на светски универзитети и така натаму. Значи спортисти од секој карактер. Поентата е да нас не зближува едно нештото. Желбата за слобода, желбата за независност, желбата за возење на мотори, она што ни го причинува нас како задоволство. Меѓутоа, тој контекст, тој збир на луѓе кои што нас не врзува една идеја и уште повеќе ова што го зборев за одредени во начелок што ги имаме правила за почитување на сопствената држава, за сакањето на својата нација, за обединувањето на народите, за почитувањето на историјата, помагањето, хуманизмот, ние исто така како една целовито се помагаме исто меѓу себе си. Секој го сакаме да го извлечеме најдоброто нешто од секој поединец и тоа секој едно се склапа во све. Далеко од тоа дека ние не сме со мани, дека не грешиме, дека немаме во своето функционирање и некои лоши однесувања, знаеме да погрешиме некој пат, знаеме можеби некој пат и да направиме нешто што
до некаде ги нарушува и тие наши правила, значи не сме совршени, меѓутоа се трудиме да бидеме оние добрите и со тоа извлекување на само на добрите нешта, прифаќање и на оние состојби кои што се кај секој човек како такви, меѓутоа е добро кога еден човек го познавате и со добрите и со лошите особини. Ние сакаме во едно цело да го извлечеме она што е најдоброто од поединецот, за да го добиеме колективното во квалитет. Како што кажува нашиот председател, нели, да го ставиме колективното над личното и да се трудиме да не живееме за сегашноста, но да мислиме за иднината. И ова што е исто многу важно, да го дополнам, дека викаме дека и правдата е над законот. Пошто се покажало дека законите некаде можат и да погрешат, меѓутоа правдата би требало секогаш да е целта и победата. За да се стане ваш член, неопходно е да се има мотор. Да. За да се присуствува на вашите забави, особено кога се роденденски како овој што доаѓа, потребен ли е мотор? Не, потребна е љубов, желба за забава и цела позитивна енергија да биде дојдена, пошто ние ги каниме не само моторџиите, ги каниме сите оние добри луѓе. Кога, каде, ајде, вака да најавиме. Да. Еве утре, значи сабота, после символичните 14:23, што се символичното време на ноќните волци, 14:23, па се до час и половина после полноќ, ќе има разни случувања во нашата клубска куќа. Ќе има пречек на гости, ќе имаме церемонии кои што ги извршуваме како ноќни волци, каде што во едни такви церемонии ги унапредуваме оние кои што стигнале да преидат од еден понизок кон повисок степен. Ќе има добра музика, ќе има добра забава, јас велам ќе имаме насмевки, гушкања, ќе има нирвана и ќе има танцоволците. Значи сакаме ова една атмосфера што сите ја чувствуваме на не знам какви бомби, закани, уцени, кодошења и секакви, малку да го извлечеме народов да дојде. Викаме, пошто ни е 9-ти роѓенден, од тие 9 лоши нешта кои што ги набројав, да дојдат и да ги почувствуваат 9 добри нешта. Конечно нешто малку да оние кои што сакат да не се занимаваат со прислушкување, да дојдат да се забавуваат со нас, бидејќи многу поубаво ќе си поминат. Така, Ленин, ти благодарам за учеството во ТВ Република, ви го честитам роденденот. Да. Ќе се видиме повторно кога ќе се вратите од тоа патешествие од Москва до Берлин, да ги пренесете новите искуства од уште едно дефиле на ноќните волци Македонија. Тоа беше Ленин Јовановски, председател на ноќни волци Македонија. Гледате телевизија Република. Се гледаме повторно.